Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, почитувани, добродојдовте во Гласот на народот. Еве изминува овој месец април 2017 лето господово. Да бидам искрени, натаму тензиите се евидентни. Депресијата е евидентна, не можеме да ја суспендираме, а тоа е многу лошо која влие врз сите нас. Значи, депресијата не бира ниту политичка партиска определеност или обоеност или верска или секоја да речам припадност. Таа е опасност. Таа е на вид една неутронска бомба и посилна и од неутронската бомба. Да знаете, кога ќе речам неутронската бомба е таа што уништува само жива сила, додека материјалните добра остануваат, што е различно од атомската бомба. Но кога велиме бомба и тоа што денеска го слушнавме на собраниската седница, односно на одговорницата, каде лидерот на социјалдемократите по секоја цена решил да прави влада, односно да избира председател на собрание, и покрај тоа што овде кај што сум јас на карши владата на Република Македонија во студиото на Радио Слободна Македонија на фреквенциите 96,0 и отворениот телефон 0231313332. Навистина да речам, народот евидентно овие 60 дена, точно 2 месеца искаче, вели нон пасара, нема да поминете покрај сите овие дубиози што ги правите, односно постизборни инженеринзи, каде што се сака да се октруира, да се наметне, да се пушти или ловно во матно, да се протне на дефинитивно опасна платформа која најавува дестабилизација не само на Македонија, општо тоа е фитилот да се запали бурето барут или организација на нова Балканска војна, која да бидам искрен. Тоа е со разумнувачка моќ и тоа е крај. Кој чечам крај, не сакам апокалиптично и дефетистички да звучам, но верувајте ми, тоа е она што најмногу се плаши светот, почеток на нешто што би рекло и светска војна. Звучи можеби многу силно на почеток, но знаете, и со првата светска војна, со Франц Фердинанд беше само проформа, а големите сили ја октурира, односно ја дефинира како да се организира. И еве, од местото кој се вика Балкан, држава, Македонија, народ, македонски, кој дефинитивно покажа дека е народ со сите стандарди и исполнува сите критериуми. Кои критериуми? Критериуми кои ни ги наметнува така наречена строга учителка, вие знаете како ја нарекувате, па да, блудница Европа во секој случај, тоа е нејзиниот атрибут кој го добива, дека дефинитивно овој народ знаел да ги исполни сите критериуми, а тој тие се критериуми, дека заслужува преден на Словенија да влезе во тој сет или джет сет, што далеко од джет сет, во една непринципијална асоциација, која на почетокот беше за економска соработка, но видовте, со еден нечесен, непристојни предлози сака да го уништи нешто што не може некој да му го даде, тоа е идентитетот, јазикот, името и сето нешто, значи државност на една нација, на еден народ, кој на еден миролюбив, на еден добронамерен начин успеа да излезе од таа со време на десолуцијата без војна, без испукан куршум и така натаму, но да бидам искрен, силата е во народот, силата е во вас, драги мои. Затоа денеска ги отварам телефоните, апропо тоа, кој и зошто се плаши од изборите во Република Македонија. Черчам избори парламентарни и локални. Ако се силни толку коалицијата која е непринципијална, коалиција од 700.000, тоа е фейк, не е точно. Дадов еден коментар како е таа логика 700.000. Ако социјалдемократите ги добиле 70.000, како што велат од албанците, па колку останува? Колку албанци има во Република Македонија почитувани?
Че испаѓа дека се повеќе албанци отколку државотворен народ македонците, кои бројат повеќе од 1.500.000, 1.600.000 илјади население само во матицата. Но како и да е, ги отворам телефоните, но ќе најдам на разбирање. Имам соговорници на телефон, прво ќе го имам, веќе го имам дали го имаме Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес, да бидам искрен човек кој навистина направи повеќе од кој да е политичар. Можам да си го дозволам како автор на овој проект и како новинар кој 25 години е ин во политичкиот живот во Македонија. Направи автор на многу илјадници амандмани, се за доброто на Македонија. Човек кој е навистина политичар, кој направи тоа што требаше други да го сторат, да интервенира во Уставниот суд, да праша, чекате бе луѓе, до 15 мај имаме ние еден период во кој треба да се дефинира локални избори, че имаме или не. Ако пукне тиквата со локалните избори, тогаш државата е банкрот, блузбенд. Тоеш не функционира ништо и ние не постоиме. Затоа Тодор Петров го имам. Добар ден, Тодор, добродојде во Гласот на народот. Еве дадов една виртира. Поздрав до водителот и до неговата емисија Гласот на народот. Да се живи здрав, Тодор. Еве поздрав до слушателите на вашата емисија. Да, благодарам многу, Тодор. Еве во интерес на времето ко прв соговорник и да, еве би те замолил. Кој зошто се плаши во пакет, да речам, парламентарни локални избори и как дали може тоа на брза рака, брза паљба да се избере председател со еден збор нелегитимен председател на собрание, но во овој формат каде што се суспендира правото и на глас на народниот пратеник, а тој е представник на гласот на народот. Тој народот му дадоа 10-12 гласа, значи да ги представи нивните интереси. Се наеднаш стоп, нема, калма, тишина, нема да се збори понатаму, ние одиме по наша варијанта, а тоа е варијанта дестабилизација, односно граѓанска војна Македонија. Повели. Па не би требало да постои страв за нови избори во случајов одржување на парламентарни и локални на ист датум. Заради тоа што собранието, односно председателот на републиката го исцрпи членот 90, довери мандат за состав за кандидат од партија, односно партиите со мнозинство, најголем број пратеници во собранието. Тој кандидат не успеа да состави влада во утврдениот рок со уставот, член 90. На тој начин собранието веќе ставен пред свршен чин да не може повеќе да избира влада. Упат е на само распуштање. Одлуката, за жал, треба да ја донесат самите пратеници. Не постои уставен автоматизам за распуштање по сила на уставот и на пратениците не им останува ништо друго, освен да констатира дека член 90 е исцрпен и да донесат одлука за распуштање. Колку за подсетување, бидејќи тоа е сега актуелно, процедурата за избор на нова влада и дали е можно пратениците на СДСМ-ДУ и БС Алијанса за албанците и ДП да одржат седница во друга сала или било каде, без да ги поканат пратениците на ВМРО-ДПМН да извршат избор на председател на собранието, кој треба да седне на спикерското столче место председавачот Трајко Велјановски на конститутивната седница на собранието. Во член 90 уставот е многу децидно наведено дека председателот на републиката е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. И владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од скупниот број пратеници. На 9 јануари ова 2017 година председателот на републиката го довери мандатот на кандидатот на коалицијата на ВМРО-ДПМН со најголем број пратеници во собранието, Никола Груевски, кој во рок од 20 дена, заклучно со 29 јануари, не успеа да состави влада. До денес председателот на републиката не доверил мандат на друг кандидат за состав на влада. Во член 90 од уставот не постои втор мандатар
председателот на Републиката нема право самиот да си придодава овластувања повеќе од утврдените со Уставот. Се што е повеќе од член 90, значи грубо кршење на Уставот на Македонија. Постојат држави каде што има втор, дури и трет мандатар во обидите да се состави влада. Има држави каде нема рокови за состав на влада, но тоа не е случај со Уставот на Република Македонија. Така. Некој велат нема логика да нема можност за втор мандатар. Логиката во случајов е релевантна. Во член 90 од Уставот на Македонија пишува само еден мандатар. Во член 90 од Уставот на Македонија нема втор мандатар. Член 90 е исцрпен, председателот на Републиката доверува мандат за состав на влада на еден мандатар, роковите завршија и се после 29 јануарија во врска со избор на влада е грубо кршење на Уставот и злоупотреба на службената должност и овластувањата и од председателот на Републиката и од пратениците. Освен во член 90 во Уставот нема други рокови за доверување мандат за состав на влада, нема други рокови за избор на влада. Така. Пратениците практично не можат самоволно да изберат влада без мандатар со доверен мандат од председателот на Републиката, која исцрпи таа можност на 9 јануари. И затоа изборот на нова влада повеќе не е желба на пратениците, таа уставна можност ја пропуштија со ултимативните барања на ДУИ. Конституирањето на собранието не се врши од крајот на конститутивната седница на собранието, туку со верификацијата на мандатите на пратениците. Затоа неуставно е да се смета дека мандатите за состав на влада течат од крајот на конститутивната седница на собранието. Дури кога би било така, иако не би требало мандатот за состав на влада председателот на Републиката да го довери 10-тиот ден од 30 декември 2016 година, односно на 9 јануари 2017, што веќе се случи. Никој не протестираше поради тоа. Верификацијата на мандатите на пратениците се изврши на 30 декември 2016 година и со самото тоа заврши мандатот на овој парламентарен состав за избор на влада. А бидејќи поентата на изборите е конституирање на собранието со избор на влада, тоа не се случи. Друга опција која што останува пред пратениците е да се само распуштат, со што ќе отворат можност за распишување нови парламентарни избори. Друго прашање кое што актуелната политичка криза го наметнува, дали може пратениците на СДСМ, како што тоа денес го најави лидерот на оваа партија, да одржат седница било каде и да изберат председател. Секој обид за избор на председател на собранието од пратениците на СДСМ, нивната коалиција, со ДУИ, без Алијансата за албанците и ДП, без пратениците на ВМРО ДПМНЕ и без предходен избор на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, представува грубо кршење на Уставот и нема правно дејство. Таа седница ќе биде нелегитимна, било кој избран председател на собранието ќе биде нелегитимен. Позицијата на председателот на собранието од претходниот состав, Трајко Велјановски, како председавач на конститутивната седница на собранието е утврдена со член 63 став 1 од Уставот. Само председавачот има право да председава со конститутивната седница на собранието и само председавачот Велјановски ја подпишува одлуката за избор на председател на собранието и никој друг. Било каков обид за избор на председател на собранието надвор од горе наведената процедура е грубо кршење на Уставот и безправно дејство. Дали тоа значи паралелно формирање на паралелно собрание без легитимитет, без уставна легитимација. И затоа велам било каков обид за избор на председател на собранието надвор од горе наведената процедура е грубо кршење на Уставот и безправно дејство. Господин Тодор Петров, само уште кратко, дали некој сака да организира и да наметне една вештачки или вистинска дестабилизација во државата, имајќи факт дека шарените најавиле дека тука сме, ние ќе реагираме. И да имаме на две страни, два различни организирани, собирање да речам, каде
с крај да е најлесно е тоа може да се случи да дојде до некој неред, односно да биде Тимпера, растави па владај, како што беше веќе тоа кажано уште минатата година од Кар бил токму во гласот на народот. Тоа дискутираме со Трајан Гоцевски, кој повеќе пати го спомнувам како соговорник, која најави таа можната варијанта од председател на земјоделската партија на Шведска, поранешен премиер или Соросоид, дебело платен, кој рече да, Македонија гледам како почва за нов протекторат или Косово 2. Дали е тоа на повидок тоа сценарио, бидејќи тука видовме дека лидерот на СДСМ според јавното мислење воопшто не го интересира Македонија и македонизмот, националниот суверенитет и интегритет, го интересираат само материјалните добра. Очигледно е дека се прават обиди за непромислена авантура на пратениците надвор од со устав и деловник на собранието утврдената процедура за работа на собранието и за работа на неговата конститутивна седница. Односно се прават обиди за дестабилизација на земјата. Одговорноста е на оној кој што ќе ги прекрши уставот и деловникот на собранието, а тоа по кривичниот законник представува кривично дело злоупотреба на службената должност и овластувањата и кривично дело самовластие. Јас само би додал како треба да постапи председавачот на собранието со текот на конститутивната собраниска седница. Неќе предвид дека Социјалдемократскиот сојуз бара примена на членот 80 став 2 од деловникот на собранието, а пратениците на ВМРО ДПМН барат работа по членот 78 став 2. Имено за продолжението на конститутивната седница на собранието релевантен е членот 80 став 2 од деловникот на собранието. Не затоа што во текот на друга собраниска седница не може да се измени редоследот на претресот по точките од дневниот ред заради итност и важност, туку поради членот 22 став 1 од деловникот на собранието, во кој што многу децидно утврдено дека кандидат за председател на собранието може да предлага комисијата за прашање на изборите и именувањата или најмалку 20 пратеници, а тоа значи мора прво да се избере комисијата за прашање на изборите и именувањата, затоа што и таа покрај најмалку 20 пратеници има право да предложи кандидат за председател на собранието. Односно мора да заврши третата точка по која сега се води претрес од дневниот ред, изборот на комисијата за прашање на изборите и именувањата, независно колку таа ќе трае. Па потоа да продолжи конститутивната собраниска седница со наредната четврта точка од дневниот ред, избор на председател на собранието. Тодор, ти благодарам многу за оваа исцрпна информација. Еве уште еднаш потсетување до гледачите, до слушателите. Да, викам гледачите, бидејќи не следите во живо на стримлайн на YouTube каналот Радио Слободна Македонија. Тоа беше Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес, дај Боже на собрание, да видиш ако вако дустата ми излезе, бидејќи наистина Македонија заслужува вакви политичари. Не постои страф од парламентарни и локални избори. За жал собранието ја суспендира локалната власт. Не ги распиша со закон утврдениот рок локалните избори кои требаше да се одржат на 7 или 14 мај оваа година, но да ги распише заклучно со 6 март и поради тоа потребата истовремено од распуштање на собранието, одржување на воредни парламентарни избори заедно со локалните избори. И тоа собранието треба да го утврди пред изборот. Дали само најкратко таксативно поднесовте поднесок до Уставниот суд? Поднесов во име на Светскиот македонски конгрес иницијатива до Уставниот суд за поништување на член 35 став 1 од Законот за локалната самоуправа и членот 16 став 1 зборовите првата половина на месец мај од членот 16 став 1 од изборниот законник. Сметам дека Уставниот суд на 10 мај одржува седница. Треба се признесе. И очекувам дека ќе бидат поништени за да продолжи без преки на мандатот локалната власт со функционира капацитет до најдоцна крајот на оваа година кога треба да се одржат локалните Петров, избори. Ти благодарам многу, почитувани и натаму со отворени телефоните. Тоа беше Тодор Петров, председател на СМК, еве како што спомна, поднесе
поднесок до барање до иницијатива до Уставниот суд да се суспендира зборот до средината на мај за да можат изборите да се одржат најдоцна до крајот на годината. Одиме со реклами и се враќаме у студиото. Значи со мене се Далибор и Никола. Тие се грижат за телефоните и очекуваме вашите јавувања на 023131 Останете со нас, по рекламите се враќаме у студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, драги мои, рекоме дека телефоните 0231313332 се отворени за вас, но еве уште неколку соговорници ќе по телефон, професори универзитетски, кои ќе ни дадат толкување за фактичката ситуација. Веќе го имаме професор доктор Јанко Бачев, професор по меѓународно право. Господин Бачев, добар ден и добро дојдовте во Гласот на народот. Добар ден за вашите слушатели. Професоре, истото го спомнав како и со господин Тодор Петов пре малку, што е и како е кој, зашто се плаши од предвремени, мисли брзи парламентарни и локални избори во пакет за излезот од чорсокакот и апропо денешната иницијатива на лидерот на СДСМ кој сака на брза палба, како да речам, да организира и покрај незаконитиот начин на дефинирање, односно избирање на претседател на собрание според теркот на СДСМ и Зоран Заев. Денешната пресконференција на која лидерот на СДСМ Зоран Заев во стилот на тајните балистички организации во минатото се закани дека на непознати места ќе избира претседател на собрание и премиер е индикатор дека зверот станува нервозен, особено кога неговите истурени играчи на зверот во Македонија видува дека народот по секоја цена ќе ја брани и одбрани Македонија и македонците. Меѓутоа, тука морам да спомнам дека ако СДСМ влезе сепак во една ваква опасна авантура, уште од сега е јасно дека во таков случај имаме две влади, на премиерот Димитриев и она на Заев, што значи дека земјата директно ќе биде стурната во хаос, бидејќи на тој начин ќе биде поставена сцената за судир. И тоа не било кога, туку во најлошиот момент на Македонија, земајќи ги предвид активностите на албанскиот премиер Рама и неговите сонародници во Косово и Прешевската долина, кои отворено се спремаат за трета Балканска војна, за создавање на голема Албанија, која гледаме, нели, според видимите замисли, опаќа и територии од Македонија. Така. Сепак, значи, доколку се осмели СДСМ, како што реков, да тргне во една таква авантура, според мене постојат најмалку три правни механизми како да се спречи таквиот избор на влада спротивна на уставот без председателски мандат. Прво, председателот Иванов да обстои на одлуката за недоделување на мандатот, додека целосно не се развија албанската платформа. Второ, на сцената да стапи Уставниот суд и да ја поништи евентуалната собраниска одлука за избор на влада. И трето, Централниот регистар да го одбие барањето за депонирање на потписи на членовите на таа нова влада, со што би се спречило нејзиното функционирање. Професоре, се седам, само спомнете мислата. Вас ќе замолам да ми дадете одговор. Ова држава е со сите нишани, значи сите белези ги има, значи како независна демократска држава. Во регистарот за време или во однос на регистрирање на политичка партија, доколку политичка партија, тоа го имавме со ДПА, и затоа не била воопшто имала шанса да се регистрира како политички субјект. Имаме политичка партија која предводи Села, каде што има радикален начин на артикулирање и однос на непочитување на уставните начела, уставот на државата. Дали таа политичка партија треба пред се обвинително да си поднесе, да си ја превземе работата во своји раце, да се поднесе барање за укинување на таа политичка партија? Ова консултира професори ваши колеги, кои велат дека да, Томич во право си, дека има тука кршење и на уставот и на сите принципи и критериуми за дефинирање на политичка партија. Во таков случај законот е јасен, али за жал ние сега во услови на институционална немоќ, во која не функционираат институциите, не гледаме на таква активност, инаку постои законски член во Законот за политичките партии, каде јасно е кажано дека надлежниот јавен обвинител може да преземе иницијатива за забрана за действување на одредена политичка партија која настапува спротивно уставот. Меѓутоа, како што гледаме, немаме никаква реакција од
обвинителството и тоа е се резултат. Дали ова е вид импровизација? Простите, морам као новинар да реагирам. Ова малце ми доаѓа многу дегутантно и малце анемично. Еве, нема иницијатива Тодор Петров како СМК поднесе барање до Уставниот суд да се интервенира во делот на датумот последниот рок дека на 15 мај доколку не се организираат пропаѓаат локалните избори, има блокада на локалната самоуправа. Значи, мало се несериозно ми изгледа. Од друга ситуација, еве, спомнавме политичка партија која има крајно радикален антимакедонски став, таа функционира и натаму, плаши, се саканува и така натаму. Па јас нели спомнав, од аспект на законот јасно е, има основа да се покрене надлежниот јавен обвинител да покрене постапка за забрана на таа политичка партија, меѓутоа еве гледаме дека како што вие кажавте еден израз, институциите се анемични, скршени, институционална немоќ, така да сега се е во очекување така на некој излез од самата криза. Еве во контекст на ова што го кажувам, што ги спомнав трите механизми, како да се спречи евентуалниот избор на влада, тоа се сепак правни механизми и овие механизми, иако се правно засновани, можат да бидат во секој време заобиколени доколку народот не опстане на протестите, доколку народот не узме тврдо да брани земјата. Бидејќи ние во двегодишната криза во која заглавена земјата се изнагледавме ситуација на кршење на уставот и законите, па никој не се потресува од тоа. Значи со еден збор кажувам сега, старите сеништа за рушење на Македонија и македонците, повеќе јас сум убеден дека не може да ги реши нити председателот на државата, нити владата, нити партиите, единствено тоа може да го стори во овој момент само народот. Е сега, од една страна, слушаме дека СДСМ и денеска и Зоран Заев неколку пати постави на пресконференцијата дека Иванов и Трајко Велјановски го кршат уставот, законите, собраницкиот телодник. Ако мислат дека е така, се поставува логичното прашање зошто СДСМ не покрене соодветни постапки за одговорност на овие државни функционери со институционални средства да се бори, туку се заканува со поставување на стената за судир, за мегамакедонски судир. И дури денеска видовме така еден момент интересен Заев неснасно се одреди и да ги навреди македонците, кажувајќи дека прво ќе чека мандат, а потоа ќе влезе во преговори со албанските партии за состав на влада, иако веќе на сите ни е познато дека се е договорено со албанците, засновано на таа албанска платформа за рушење на Македонија и македонците. Значи, очигледно, Зверот сега има можеби некоја стратегија како да се издрибла, кажам така спортски кажам, како да се издрибла македонскиот народ со тоа што албанските партии да ја одложат таа платформа заедно на Жими Мајка да се закона кај Иванов, дека нема да ги отвора прашањето од албанска платформа, да го добие мандатот и се да сама и дуи отпосле да експонира владата, а отпосле таа нова влада, нели, кажам на народски така на рад, пак да се ги усвои сите сценариот. Но мислам дека тоа е веќе прочитано од народот и што е и уште еден момент интересен од денешната пресконференција, очигледно дека обично се вели дека потсвеста е чудна работа. Па така и лидерот на СДСМ Заев денеска месечно си ги покажа намерите, бидејќи тој постојано и денеска на неколку пати го спомнува концептот на едно општество, а никаде не спомнува концепт на една држава. Так. И сега во очекување нели Заев подетално да го објасни што мисли за овој концепт, народот треба да знае дека концептот на едно општество значи дека во Македонија повеќе ќе нема македонци, албанци, турци, роми, срби, туку ќе има само поединци без национален идентитет, бидејќи општеството представува една лабава група, чии членови се поврзуваат само за остварат некои определени задачи и има само некоја инструментална вредност. Додека пак државата или нацијата е подсврста, структурална група која покрај таа инструментална вредност има и емотивно значен за незините членови, луѓето нели еднаш се идентификуваат со државата, со нацијата, тоа е вредност за нив, неслучајно тие чувства што ги негуваат кон државата се нарекуваат патриотизам. И сега целиот современ свет е организиран врз концептот на една држава. Никаде нема концепт на едно општество, може би така, исто се Белгија и Швајцарија, меѓутоа целиот современ свет е организиран на концептот на една држава, односно сите устави, ако ги погледнете денеска, ги ја содржат референцата на мнозинскиот народ и историскиот континуитет на тие народи. И затоа лидерот на СДСМ Заев и неговите другари, како се нарекуваат од СДСМ, не треба да се чудат зошто македонците се длабоко загрижени и револтирани од концептот на едно општество, за кој се залагаат, а во кој повеќе ќе нема македонци, туку ќе има некаква збирштина на поединци без национален идентитет.
Сега тоа не е многу опасно за нашите сограѓани, албанци, срби, турци, бидејќи тие се идентификуваат со своите сонародници во нивните матични држави. Меѓутоа доколку заживее тој концепт на едно општество, како што спомнав, повеќе ќе нема македонци, туку ќе има на некакви поединци. Пак е на експериментална варијанта на идеја кој сака Запад да ни ја сега може инкорпорира. малку ќе звучам чудно и парадоксално. Јас мислам дека на тамошна ескалација овој судир, овие нелегални избори на председател на собрание на влада, која е потенцијална опасност да дојде до судир во земјата, нема сепак да го дозволат албанците во земјата. И не е како раздат некои алтруистички причини према Македонија и македонците, бидејќи тие со Охридскиот договор практично добија се, а македонците изгубија многу со тој капитулански Охридски рамковен договор. Професоре, И сега многу веројатно дека тие не сакаат повторен воен судар во земјата, бидејќи практично ќе изгубат се. изгуба тоа што го добиле. Токму благодарам тоа, професоре. Тие нема да сакаат да дојдат до едно радикализирање на Согласувам на крај само може би уште една реченица. Да, може да бидеме благодарни на албанскиот премиер Еди Рама, што со своите активности на антимакедонска основа всушност го обедини македонскиот народ. Како и на неговите Верувајте ми, ви пренесувам впечатоци, директно ги гледам, значи покрита што врне надвор, значи има огромен број на протестанти кои искачаат да се солидаризираат во иницијатива за заедничка Македонија. Не е доцна почитување навистина и од овој простор ве поканувам да се придружите на ова прекрасна гледка моја што ја гледам од мојата десна страна, значи огромен број собрани да му дадат подршка на иницијативата за заедничка и унитарна Македонија. Професоре, благодарам многу. Знам дека ќе присуствувате и вие како јас утре на меѓународната конференција во Славјанскиот универзитет во Свети Николе, каде има една голема конференција. Имате вие настап и јас токму на тема Исток-Запад. Затоа ви благодарам што бевте гостин во Гласот на народот. Ние одиме понатаму почитувани со наши соговорници и вас понатаму ве канам на 0231313332. Далибор и Никола е со нас, Далибор одиме со наши јавувања, останете со нас. Да, драги мои, рековме кој зашто се плаши од брзи парламентарни и редовни локални избори во пакет за да има помалку трошок или на еден трошок да се заврши овој проблем и излез од чорсокакот, од лавиринтот во кој некој со едно организирано, оркестрирано сценарио го доведе македонскиот народ во една нечесна ситуација. Зошто? Македонскиот народ е народ кој навистина си има една посебна одлика. Не е тоа да речеме сега да ние се фалиме, да се акцентираме. Фалбата е рџа, но тука рџата припаѓа на другата страна кои по секоја цена само да се долува до пари, до материјални добра, ја продаваат соседната држава, соседниот идентитет, соседниот народ и така натаму. Од која причина? Од едноставна причина, бидејќи нив не ги интересира националната кауза и сето. Веќе го имам председател на Советот на општина Карпош, господин Сашо Лазаревски. Добар ден, господин Лазаревски, добро дојдовте во Гласот на народот. Добро најдовме, благодариме на поканата и на... Да, задоволство и чест ми е што ќе бидете мој соговорник од едноставна причина, бидејќи, како што спомна Тодор Петров, поднесе иницијатива до Уставниот суд за да се поништи изборот до средината на мај, за да може да се организираат изборите, со оглед дека тоа е многу опасно, во колку дојде до блокажа на блокирање на институциите во локалната самоуправа, тогаш навистина ништо државата. Еве, како е вашиот став? Како вие дефинирате апропо и моето генерално прашање кој зошто се плаши во пакет брзи парламентарни и редовни локални избори? Па моето мислење, а и сметам дека многу од граѓаните на нашата општина, како и на градот Скопје и Република Македонија, е дека ако дојде до таков вакуум простор каде што граѓаните ќе немаат локална самоуправа, ќе се соочиме со многу проблеми. Така. Ние веќе и се соочуваме со некои проблеми во функционирањето на локалната самоуправа, како на пример функционирањето на продажбата на земјиштата и оформувањето на парцелите. Така. И мое лично мислење е дека оваа криза која што трае веќе подолг период, по мене логично е да се реши со избори кои што ќе бидат организирани што е можно побрзо и тоа заеднички локални и парламентарни избори, бидејќи сметам дека граѓаните имаат право да се одлучат, но претходно да знаат за што гласаат и да кого го даваат својот мандат. Оваа цела ситуација, посебно што се случува сега со платформата која што беше
по мене договорена во една соседна држава е неприфатливо за граѓаните, а исто така и граѓаните не го очекуваат тоа и пред изборите не го знае ова како информација, тоест не им беше сервирано како такво и граѓаните на еден начин се изманипулирани и можеби го дале грешно својот глас или не процениле за што гласаат и како гласаат. По мене најдемократски, најкоректно према своите граѓани е во Република Македонија да се има избори, граѓаните ќе си имаат избор, па тие нека одлучат што и како ќе се движи понатаму државата. Исто така голем проблем е ова со локалната самоуправа, бидејќи ние веќе се соочуваме со многу прашања и работи кои што различни толкувања од страна на различни правните служби, на Министерството за локална самоуправа, па еве сега слушнавме и дека има некоја иницијатива до Уставниот суд и сметаме дека ова треба што е можно побрзо да се реши како проблеми да ни се отворат на нас можностите за понатаму да функционираме нормално. Така. Многу сум да поверите. Да, инаку сакам да напоменам и ние во Република Македонија имаме изминатиот период, изминатите 20 години имаме неколку негативни примери од вакви случувања кои што без да се консултира народот беше сменето нашето знаме, нашето име, како и територијалната поделба и организација и гледаме дека тие работи понатаму многу тешко се оправуваат, можеби нема назад, еднаш кога ќе се направат и затоа е коректно и демократски граѓаните да имаат право да се одлучат и кога одлучуваат граѓаните понатаму да не биде тоа направено на еден начин како што сега се случува. Значи нешто отпосле, нешто што не било дадено во некои програми или не било објаснето, одеднаш се појавува и мислам дека тоа е па и некоректно према граѓаните на Република Македонија. Благодарам многу господин Лазаревски, ве очекувам во студиото на Радио Слободна Македонија во Гласот на народот, ма се пошироко да говориме на оваа тема. Тоа беше Сашо Лазаревски, председател на Советот на општина Карпус во живо во Гласот на народот. Почитувани ние одиме со нашиот нареден соговорник, Далибор Точе организира. Значи, денеска се обидов да воспоставен лик со интелектуалната свест и потенција од државата, аналитичка, универзитетска, во која ние ќе говориме токму во оваа тема. Зошто? Затоа што навистина ова е малце претеризам, да еден збор да речам. Ем шуто, ем рогато. Во смисло на зборот стана збор за лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е ваше мислење, со оглед дека ги колектирам реакциите, да бидам искрен, само да ви ги покажам колку пораки од Соединетите американски држави добиаме дечева емисија оди во живо на сите 5 континенти, не следите, не слушате, револтот евидентен, почитувани. Евидентен кај сите македонци во светот, не се македонци по биохемија, сите тие што сакат Македонија, а припаѓаат и на други етнички заедници. Еве во оваа група, да бидам искрен, гледам доста луѓе од сите етнички заедници собрани на овој протест да му дадат поддршка на иницијативниот одбор за заедничка унитарна Македонија. Нема поубаво нешто да ви кажам од тоа што луѓето сака да живеат во една заедничка дефинирана и унитарна држава Република Македонија во која ги имаат сите благодети. Кому му пречи? Само најавачите на апокалипсата. Дали имаме наш соговорник? Се рекол дека тоа се еминентни професори, аналитичари кои имаат доста искуство познавање, имаат една добра еден широк диапазон за сето тоа што се случува. Врз основа на личното искуство зборам, да, имаме слушател. Добар ден, кој се јава? Да, добар ден. Господине Слободан Томич, добар ден. Да, повелете се, Васко. Васка, дека сакам да ви честитам, вие сте за мене еден голем интелектуалец, македонски патриот, многу честен граѓанин. Ало? Да, ве слушам во програма сте, повелете. Да, ве почитувам премногу, мислам патриот докажам со децени, пак ќе кажам интелектуалец е човек што си ја сака својата држава. Сакам во врска со вкупната ситуација, сакам да кажам дека е многу сериозна. Утнати се работите уште во времето кога е сменето името, која е направена античовечната и антихумана приватизација, која се оставени 200.000 луѓе на улица, која се затворени над 40.000 фабрики, со промена на знамето, на името, со територијалната поделба, значи многу работи сутнати. Они сега не кријат дури на пресконференција дека ќе се иде со промена на името, си кажа заев денеска ќе се променува името, дека по скали, по ходници ќе правел влада. Значи они не кријат дека пото дека веќе се земени пари, дека тоа мора да се изработи и ама не треба да страдаме ние цела Македонија. Јас мое мислење за да се избегне крвопроливање
или вонредни избори, или Ѓорги Иванов да си ја свати сериозна работава, да си воведе вонредна состојба, да си оправи државата, да си го врати 16 кракото сонце, да си направи нова национализација, па нова човечна приватизација, да се направи нова лустрација, обавезно нови судови, обавезно нови јавни обвинители. Значи ништо не функционира правниот систем, не сме овој народ да страда, мора синдикатот и да не збориме за работниците нема права, за националните прашања не може, мора да се врати смртната казна, не може терористи да имаме, од Вејци, од Куманово полицајци загина. Полиција ни беше тепана едина во Македонија, беше тепана полиција. Нигде во свет не беше тепана од шарените од СДСМ, само во Македонија луѓето не смеа да се бранат. Он ги тепаше. СДСМ и шарените ги тепаа со шипки. Значи, или Ѓорги Иванов ќе се воведе во вонредна ситуација, ќе си ги оправи работиви, ќе си викне тимот интелектуалци, или, според мене, без револуција држава нема. Така јас мислам, без да падне крв, не ќе јас ама мислам дека не би сакал да звучиме така, знаете. И тоа е варијанта. Ако не, народот ќе се земе работава во своји раце. Во секој случај благодарам за вашата поддршка на иницијативата. Гледам дека таа се движи кон својата траекторија. Дупати повторно пораки до светот, дупати пораки до заменик, помошник на државниот секретар на Америка кој треба. Господине Томич, ама тој не е добро наварен, тој е соросит, тој е платен. Треба да се каже вистината во очи. Него не го интересира Македонија. Него го интересира джепот да си го наполни. Баш му е дајле за Македонија него. Се согласувам со вас. Да. Пораката на народот е јасна. Да. Нема шанси да помине нешто што се вика. 500.000 луѓе сме на улица. Ако Ѓорги Иванов не направи вонредна состојба и не ги уапси, и не одговараат за велепредавство, не одговараат олигарците за кражба, не се вратат парите во Македонија, не се затворат терористите, нема смртна казна, ќе има народ. Так. Значи нема друго. Или Ѓорги Иванов вонредна состојба. Да, председател на државата сигурен сум знае како треба да се однесува. Благодарам вас, Скот, и благодарам за твоите јавување, благодарам за честитките и поддршката на проектот. Одиме понатаму почитување, одиме мораме со реклами, се враќаме во студиото, имаме дошта унака минутажа да вклучиме уште мои соговорници и вас, почитувани во гласот на народот. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, веќе го имам Александар Станковски, мојот драг пријател, с кого многу го почитувам и за мене представува еден виден пред се македонец, голем македонец, голем патриот и експерт. Аце, добродојде во гласот на народот. Добро ве најдов. Еве, прашањето ми е директно, зошто и кој се плаши од повторно, да речам, брзи парламентарни и редовни локални избори во пакет за излез од овој чорсокак и вашиот коментар апропо денешното излагање, да речам, на македонскиот парламент, лидерот на СДСМ и неговата изјава дека по секоја цена мора претседател да се избере на собрание и така натаму. Стравот произлегува од тоа што има предпоставка и тоа базирано на реални податоци, не само на податоци, туку и на интуиција. Така? На скенирање на целата состојба во државата, дека тие избори би биле изгубени. Затоа има таков страх. Тогаш сите тие огромни инвестиции на сите нивоа, и идеолошки, финансиски, енергетски, не само во смисла на човечка енергија, на ангажирање на луѓе, би пропаднале. Тогаш во таков случај би било многу тешко да се вратат на курсот и повторно да можат да излезат со некои такви понуди кои би ги привлекле гласачите или би можеле да организираат таква една операција која навистина би донела многу гласови, да речеме ринген чек или ринген кеш, зависи како. Да се потребни огромни средства и тие средства тешко се наоѓаат. Там може би 50-100 милиона евра, тоа е тешко да се пронајдат, посебно што сега сите тие институции, тие НГО-а кои беа
во функција на овој инженеринг, нели, на длабоката држава, сега на некој начин се компромитирани, лустрирани, а мислам дека и институциите на државата кои се бават со одреден вид на следење на текот на парите, ставиле одредени стапици во однос на тие евентуално полулегални или нелегални пари, но и видовме дека Трамп ги смали дотациите од страна на State Department на USAID, тој ги даваа на Сорос, а Сорос ги даваше на своите шарени револуционери. Така што, кој ќе се земе тоа све в предвид, уште една таква сериозна операција тешко би била изводлива, затоа што веќе состојбите на меѓународен план не се такви како што биле до пред, да речеме, 5-6 месеци, година, 2 и така натака. Но исто така и тие што учествуваат како жртви, да речеме, во сите тие планови, во сите акции, веќе имаат одредено искуство кое е веќе доволно сондирано, доволно фундирано и доволно оперативно да се спротивстават на такви манипулации, да речеме, кои би можеле да произлезат од еден таков нов обид. Да не зборам за самата пропагандна атмосфера или, ако сакате, мнението јавно, кое веќе 60 дена, колку 2 месеца покажува колку е всушност мотивиран македонскиот народ да спречи било каков тип на федерализација, двојазичност, менување на символите на државата или прифаќање да се само обвиниме за геноцид, што е по мене можеби најстрашниот дел од целата платформа. Да, сакам да те поканам јавно, значи во сабота да бидеш соговорник, колку е се во ред. Затоа не би сакал многу да те експлоатирам по телефон, сакам да говориме, да правиме добра емисија. Тоа беше Александар Станковски, значи експерт, аналитичар и добар познавач на ситуацијата и во државата и надвор и пред се голем македонец. Ти благодарам, Александар. Ние одиме понатаму, почитувани. Со оглед дека ќе замалам режијата, сакам да го побараме едно младо момче, името му е Јове Бурне. Со оглед дека навистина заслужува да биде дел од гласот на народот и Далибор, верам дека ќе дадеме простор бар една минута и професорот Тони Науновски бар една минута да му да даде на мала осенка. Значи тие двајца би сакал да ги замолиме да бидат кусо таксативно да дадат една оценка за ситуацијата. Значи одиме со 20 соговорници. Еве кој добивте, претпоставам дека имаме, да. Ало, добар ден. Ало. Го имаме Јове Бурне, мислам. Да, Јове, добар ден. Ало, ме слушате? Ало? Ало? Да, Јове, повели. Само кратко те молам, со оглед дека ќе ми бидеш гостин во отвореното исто студио, само најкратко за прашањето. Добро. Повели. Кој зошто се плаши од парламентарни и локални избори за излез од кризата? Па видите, господине Томич, како некој кој е директно вклучен јас во иницијативата за заедничка Македонија, нели знаете, имам одржано повеќе говори, така. Може да се види, значи Следиме, читаме, браво. Една решителност, една истрајност и една сплотеност меѓу луѓето. Колку повеќе траат протестите, знаеме дека сега се околу 2 месеци и ќе траат уште повеќе. Колку повеќе ќе траат, толку е поголема решителноста на народот да истрае и да не попушти. Значи, на овие протести гледаме и луѓе фамилиарни, луѓе повозрастни, мажи, жени, деца, и во нивните очи, господине Томич, може да се забележи една загриженост за актуелната ситуација во државата и впрочем и сите ние како засегнати сме загрижени од оваа ситуација, затоа што ова што денес се предлага од Зоран Заев во парламентот представува исклучителен преседан кој што може да биде со далекосежни последици за државата, впрочем се предлага и во властија, како што знаете. И знаеме сите дека всушност тие се плашат од парламентарни избори, бегат како ѓавол од темјен од нив, затоа што знаат дека ако се соочат со народот кога тогаш, после албанската платформа која што е прифатија, нели ќе изгубат катастрофално. И впрочем, тие знаете дека играат и на таа карта да ги долговлечат што е можно повеќе локалните избори, затоа што после тиранската платформа рейтингот на СДСМ вртоглаво паѓа. Знаете, господине Томич, и треба и да се биде реален. Така. На некој начин да се каже дека на изборите кои што завршија во декември, всушност и СДСМ ги излага гласачите кои што гласаат. Знаеме дека некој од нивните гласачи гласа за инат, некој гласа затоа што се тврдокорни членови на СДСМ, некој затоа што едноставно не им се допаѓа
планот на ВМРО, меѓутоа сега сум тврсто уверен дека е после Тиранската платформа која што ја тие прифати членови, самите членови на СДСМ ќе гласаат и ќе бидат против СДСМ затоа што честно и поштено беше се изманипулирани, се излажани и се тоа на начин. Да. Едноставно тие мафта со некои пароли и програми за ефтина струја, за минимална плата, меѓутоа ништо тоа не е вистина и навистина е жално ова што не прави. Знаете, на 15 годишнината од масакрот кај Вејце, каде што по директна команда беше на Талат Џафери, денеска СДСМ и албанските партии, знаете, сакаат да го наградат со претседателско место во македонскиот парламент и некој ќе рече зошто го зборуваме сето ова кога Талат беше министер за одбрана време на ВМРО. Јас, господине Томич, знаете дека и јас и вие го имавме истиот став како и тогаш така и сега, дека голема навреда беше за македонскиот народ и за бранителите. Всушност истото го зборувавте и вие и јас. Талат Џафери да биде министер за одбрана и знаете кога тогаш ќе има избори и ситуацијата ќе се реши, меѓутоа знаете, господине Томич, дека срамот ќе остане за Зоран Заев. Тоа е тоа. Јоване, ти благодарам многу што беше гостин во Гласот на народот. Професоре Наумовски, јавно ви се извинам што нема да ве вклучам во ова издание, но те поканувам и тебе во Гласот на народот да учествуваш. Еве прекрасно подсетување, ти благодарам Јове. Почити навистина поклонување за сите бранители на Република Македонија што ги дадаа своите животи, особено ме подсетува настанот на 29 април 2001 година кога се случи тој најнемил настан во Вејце, кога навистина се сретнав со Фровик, амбасадорот на Америка во ОПСЕ, и кога со еден збор му реков морате да напуштите и марш од Македонија, бидејќи не заслужувате да бидете вие тука амбасадор. Кога го прашав дали ги видовте најнамилите слики што цел свет ги со згрозеност ги гледаше, и господин викам не сум ги гледал, викам затоа сте персона нон грата за мене. Скраја да, мислам далек не скраја, замино овој времен живот, каде ќе му е животот понатаму, не знам, не би сакал да судам, не сум достоен судам, но еве, ни варварите тоа не го сторија тој злосторнички чин, но еве сака да видат и натаму дел од суштествениот живот и власта. Да бидам искрен, амнестија 2001 никаде во светот нема се случено како Македонија да се простат гревовите на тие злосторници и да бидат дел на политичкиот амбиент. Тоа Џери Адамс и Шин Фејн нема да се сретнат и да се најдат во парламентот на Британија, ниту баските во Шпанија, само во Македонија. Затоа, мои македонци, не дозволувајте. Не дозволувајте да и натаму бидеме експериментална зона. Дај да си, мислам, кој чечам, одбрана на Македонија во делот на институциите на системот, законот, а тоа е да не се дозволи алтериран документ кој наведува до редефинирање и уништување на Македонија, бришење од картата на народите и атласот. Значи, бидете живи здрави, голема почит на загинатите македонски бранители, безбедносни сили на 29 април 2001 и уште да подсетам да тогаш и добив покана од Карл Де Понте да интервјуирам на дента на злосторничкиот настан во Вејце. Ја интервјуирав на 19 јуни, исто и незе и реков, господјо Де Понте, вие треба да бидете во Шевенинген зад решетки, бидејќи нашите македонци на 45 степени бараат вода, а тоа е кршење на елементарното право. Ниту еден муслиман, ниту еден албанец не беше обвинет, а денска Рамош Харадинан е слободен, толку во време на дестабилизација на Балканот. Бидете ми живи здрави. Се гледаме во сабота во 11 и слушаме на фреквенциите на Радио Слободна Македонија на 96,0. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.